Според неофицијални информации кои кружат во Кочани, деновиве полицијата фатила и привела тројца фалсификатори на патни исправи. Примероци од фалсификувани пасоши биле пронајдени кај граѓани кои биле измамени, односно на кои им биле подметнати. Бидејќи од официјални извори засега нема детали, се верува дека во интерес на истрагата и расплетувањето на клопчето, полицијата работи на разоткривање на сите инволвирани. Појавата на фалсификувани пасоши е директна последица на зголемениот интерес на жителите од Источна Македонија за добивање двојно државјанство, односно бугарски пасоши, со кој слободно и неограничено се влегува во земјите на Европската Унија и се добива документи за вработување и неограничен престој. Кога најпрво се отворија бугарските пашпорти тука од нашиот крај, кога застапи ВМРО, пример Ѓорѓевската партија, тоа време некој не е важно кој, секој се боре за живот. Тогава вика СДС продадете ја државата ВМРО-вци, а сега нагло било СДС, било ВМРО одат за пашпорти, чекат нам на врато и спаѓа дека се предавници, издајници, работат, па се што е било тишкотија, мака да седе тука, па ќе се стабилизира, а воа не е правилно што вадат пашпорти. Некои луѓе за екзистенција си го тражи своето лебе, дури верата ќе се смене. Ама второ прашање, ревизија секоја фамилија во град, село или националност да не се пробира, да му се даде работно место или се обучуваат тутуни ќе се фарми да се разработе. Не е добро што се нагло толку земат тие бугарски пасоши, автоматски имат они алиби да бугарите мислам, нели, да вршат притисок на некој начин на нас. Например, за тие евроатлантски интеграции и така натаму. И има и многу, стварно. Дали е тоа исправно или не, ја мислам, од една страна, ја никогаш не би го тоа направил, мислам. И да не сум запослен и да немам никакви примери, не би го примал тај бугарски пасош и не би се декларирал како бугар, нормално. Јас сум македонец. Дефинитивно не. Да си продаваш, значи, достоинството за некоја, за да возиш школа или да одиш во странство, па и не е баш добра работа. Зошто ги прават бугарските пасоши? Па, да има интерес некој сигурно. Или за странство, или за да возат коли. Дали мислите дека тоа е добро? Не е добро. Инаку во јавноста кружат информации дека само во Источна Македонија над 30.000 жители добиле бугарски пасоши и лични карти, со чија помош дел од нив наште работа во Италија, Швајцарија, Германија и други развиени земји во Европа. Друга работа е што постапката за добивање државјанство на нашиот источен сосед се добива бавно, што се плаќа по неколку стотини евра и што бугарските власти од парципиентите бараат да докажат дека имаат бугарско потекло.